Еве не сега повторно со гости во нашето студио. Ке зборуваме за нешто што сите, сигурна сум, во склоп кога имаме проблеми од секаков вид, па и во занаечиството, сигурна сум дека многу, но токму затоа сте ова утро тука да објасниме и да разјасниме што е она и на каков начин може да им се помогне на нашите ракотворци за наечи. Добро утро и добре ни дојдовте, Сузе. Добре ве најдовме, Слободанче, точно така. Со нас се ова утро председателот и извршниот директор на Комората на занаечи во нашава земја, кој што ќе ни каже за сите предизвици со кои што се соочувате во вашето време и за најголемите придобивки од 2019 председателот, како вие раководите со Комората на занаечи. Добро утро и ви посакувам успешен ден и на вас и на вашата телевизија. Се надевам дека ќе имаме добри утриња и во иднина. Да, секако се соочивме со најголемата криза, односно пандемијата, која ненадено го опфати не самото нашето поднебје, него целиот свет. И така да успеавме кај занаечиите да придобиваме многу субвенции од владата, иако не беа доволни, но секако беа тие субвенции што ги одржа во живот занаечиите. Кога се заработи за занаечиите, мора да истакнам дека занаечиството не се само ракотворците, него има и вршители на занаечиска дејност и самостојни вршители на дејноста. Занаечиството останало како стар говор, односно занаечи, но сите професии спаѓат под занаечиство. Ние имаме многу шифри на дејноста кои спаѓат во занаечиството и така да представуваме негде околу 30.000 членови моментално во нашиот регистар и во нашата држава. Так, одлично, директорке. Занаечиската комора од 2022 за прв пат доби жена за извршен директор. Така. Предпоставувам дека не е лесно да се биде на оваа позиција. Знаеме дека комората е верифициран провајдер за давање на многу обуки. Кои се тие обуки на кои што е фокусирано вашето внимание и услугите кои ги нудите? Добро утро и од мене, добро утро на сите гледатели на Добро утро и секој утро на оваа телевизија. Вака, значи, Занаечиска комора на Република Северна Македонија стана верифициран провајдер на давање, односно на организирање на обуки за доквалификување и преквалификување на занаечи. Она што сега во моментот можеме да го понудиме како верифициран провајдер се 15 различни обуки во делот на занаечиството. Она што би можела да го споменам како нешто што најмногу се бара се профилите за фризер за мажи и жени, потоа козметичар за лице и тело, имаме она што е најинтересно и најбарано, што малку повеќе сега го работиме во последно време и кроеч на горна облека. Жените некако покажа многу голема заинтересираност, значи, за ова обука и во тој дел спроведуваме два големи проекти кои што се базирани на промоција, односно на промоција на оваа обука во руралните средини, кај жените од рандеви категории и значи кај жените што најмногу во дело, значи жените кои што живеат во селата, кои што се домакинки, за да можат нели секако да излезат од нивните куќи, да покажат дека едноставно они можат нешто повеќе да допринесат за себе и за општеството. Што е со градските жени? Председателе, имаме ли занаети кои сакаме да ги вратиме? Знаеме дека доста од занаетите во минатото изолирале, но на кои занаети, да речеме, сте најмногу фокусирани и како е организирана комората? Комората е организирана на многу добар начин, каде што ние застапуваме 15 регионални занаечиски комори од целата наша држава. Имаме собрание, председател на собрание, управен одбор, сите попратни комисии во комората, но старите занаети и со закон треба да ги заштитиме. Ние како комора бараме од Министерството за култура, која за жал до сега не ни излезе во пресред, старите занаети да ги ставиме во културно наследство. Затоа што ние представуваат нашата историја, представуваат
огромен дел од ракотворците кои придонеле за создавање на државата Македонија и така да верувам во иднина дека ќе идеме во некој добар слух за да можеме законски старите занаети да ги зачуваме како културно наследство. Не се многу, 10 до 15 стари занаети кои ја покажуваат вистински нашата култура и вистински нашата традиција, без обврска од која национална припадност припаѓаат. Затоа комората упорно бара овие стари занаети да се субвенционират трајно со плата и да придонесат за развој на тоа занаечиство, односно за чување на тоа занаечиство и да иницира кај младите да можат да се бават со тоа занаечиство. Затоа ние бараме од државата да ги субвенционира старите занаети, за да младите можат да за младите може да бидат интересно и да се фатат со тој занает да го работат. Бидејќи во нашите стари чарши, кога доаѓаат странците, не барат ново нешто, бидејќи во своите земји имат такви нови сувенири, барат стари сувенири, традиционални, кои што ќе ја представуваат таа држава и затоа ние бараме упорно од државата, поточно од Министерството за култура, овие стари занаети да ги субвенционира со трајно да ги субвенционира, за да може младите да се фатат за овие занаети, бидејќи се во изумирање и немаме начин како да ги реабилитираме или да ги ставиме во да бидат профитабилни да бидат во пазарот. Така е. Вредно и посветено работите на еден убав настан, покровители сте на еден убав настан кој овој викенд ќе се случува во Маврово. Се работи за светски куп во скијање и пливање за фризери. Прв пат вакво нешто. Фризери и козметичари. За прв пат оваа година ние како Занеческа комора од Република Северна Македонија сме домакини на овој настан. Овој настан беше малку во мирување, нели, додека беше целата криза со корона и еве оваа година за прв пат ние како комора сме организатор на истото. Она што очекуваме е повеќе од 150 присутни. Значи, во првиот ден, односно во петок на 23-ти, ќе имаме гости од сите занечески комори од Западен Балкан, каде што имаме, значи, две панел дискусии, каде што они ќе бидат панелисти, ќе се зборува за она како коморите работат на развој на фризерството и козметологијата и уште една панел дискусија во која што ќе зборуваме за неформалното и дуалното образование. Додека сабота и недела ни се планирани за многу добри воркшопови и многу добри семинари кои што им ги овозможивме на нашите фризери и козметичари. Тука ќе бидат многу познати фризери. Сега во моментот би ги спомнала Борис Обрешки од Белград, потоа Небеша Белица од Црна Гора, Тиджи фризерот од Босна, Елвир Бајрич, председателот на секцијата на фризер, односно многу познат фризер во Хрватска, Ивица Занети, и еден гостин што конечно вчера го откривме, а тоа е Младен Секулич, најдобриот ученик на Џорџ од Русија. Значи има да се шиша овој викенд. Да се шиша и да се прават многу добри фризури. Ама и ако падне снег ќе се скија. Така е. Секако сакам да додадам дека ќе имаме и неколку козметички брендови кои што исто така за козметичарите ќе направат добро шоу, така да сите оние кои што не се приклучиле веќе, има уште време, може да не се јават и да. Дали ќе биде ова од затворен карактер? Предпоставувам дека ќе можат да учествуваат само оние кои што ќе се пријават навреме. Како да се пријават навреме? Така, значи имаме ние веќе во објавата на социјалните мрежи, имаме ставено бројче и мејл од комората, каде што може да се пријават. Секако јас сум тука, сите добро го знаат мојот телефонски број, можете и на мене да ми се јават и да ги организираме, па дури во последен момент. Одлично.
Господин Фазли, има тука многу нешта кои времето можеби нема да ни дозволи да ги отвориме како прашања, но еве би сакала да ве прашам во каква спрега, дали соработуваат локалната самоуправа и комората на занаетчии? Дали си влијаат? Успеавме од кога дојдовме ние како нова гарнитура во Занаетчиската комора на Република Македонија, успеавме да воспоставиме и со локалната власт соработка и партнерство се со цел овие стари занаети што ги пред малку спомнавме да ги субвенционира и локалната власт. Тоа почна од Куманово, бидејќи јас сум од Куманово и иницииравме точно со градоначалникот Максим Димитриевски да субвенционираме стари занаети. Потоа караванот, односно, почна и со Скопје и со многу други градови, Охрид, сите ја презема тој пример го презема, зашто во тие градови има и стари занаети и верувам во идните дека секој град, односно локална самоуправа која има во својот град стари занаети, ќе преземе одговорност во своите буџети да става и субвенционирање на стари занаети, така да успеавме во тоа и верувам во иднина дека целата наша држава, сите општини ќе го преземат ова одговорност за да можат овие стари занаети да ги субвенционираат. Од другата страна успеавме и фирмарината, кај старите занаети што плаќат во општина даноци да не се плаќа во одредени општини и верувам во иднина ќе сите општини кои имаат стари занаети нема да го наплаќат овој данок, бидејќи секоја помош што ќе се дава во овие стари занаети, мислам дека ќе биде со добра намена и ќе придонесе за развој на овие стари занаети. Така. Спомена и председателот Јелена дека од општина до општина има разлика. Сте правили ли некаква анализа, ме интересира, во која од општините во нашава земја, да речеме, најдобро поминуваат занаетите и каде, да речеме, има само одржливи занаети од кои што може да се направи една успешна занаетчиска приказна, иако знаеме дека во овие услови на живење во економска криза е исклучително тешко. Да. По нашите анализи и она што го направивме во изминатиот период, мислам дека и она што го видовме од самата анализа, најдобро поминуваат самите занаети кои што се во поголемите и развиените градови. Меѓутоа, ние секако не останавме на самата таа анализа, она што го направивме сега за да им помогнеме на занаетчиите да постанат што повидливи и по-профитабилни, односно одржливи, се нашите обуки кои што ги спроведуваме во сите општини и во сите градови низ Македонија. Тоа се обуки за првенствено што би сакала сега да најмногу да дадам акцент е обуката за дигитален маркетинг, преку која што сите занаетчии можат што подобро да научат како подобро да ги продаваат своите производи онлайн, да ги пласираат, и како подобро да ги направат сами сите тие реклами и видеа со кои што они се рекламираат на социјалните мрежи. Значи не мора да имаат било каква маркетинг компанија за која што ќе мора да одделат некои средства, буџет, туку ќе можат сами да го направат тоа. Има ли интереси кај повозрасната популација да прифати на нови нешта, бидејќи генерациите 50 плюс малку потешко се адаптираат и имаат страф од незнаење, нешто што не го учеле во нивното формално образование, навистина им е пречка. Да ви кажам наискрено, она бев многу изненадена, бидејќи баш таа генерација многу добро најмногу сакаше да учи. Да, многу добро ги прифатија обуките, многу беа заинтересирани, проставуваа многу прашања, ги запишуваа работите, веднаш ги бараа апликациите на своите телефони. Значи дека тоа ќе им биде добродојдено и ќе можат да го користат во иднина. Така, одлично. Тука некаде ги дотрошуваме ние последните минути, ми преостанува да ви посакам многу успешен настан, да се пријават сите заинтересирани кои што би сакале да бидат дел од овој голем ивент во Маврово, да се пријават на страната на Занаетчиската комора, да ви посакам многу среќа во секој следен предизвик и уште поуспешни да бидете во наредните години.
а имаме и ние и останати содржини, така Да. нели, Слободанче? Но јас би сакала само накратко, еве, кога зборуваме за занаетот, ракотворците и слично, може ли само да ми кажете кои се оние занаети кои што стари занаети кои што најмногу заживуваат и се враќаат? Еве барем првите 3 места за кого? Да, првите 3 места, првото е грмчарството. Грмчарството. Кој што е нашата традиција, култура. Имаме 4-та генерација дури грмчари во нашата држава. Втората е филигранот, што може да и профитабилен е и ја покажува вистинската стика на нашето поднебје. И третото можеме да го ставаме, имаме и шапкари, и органџи, кои што треба да ги чуваме, но шапкарите мислам дека и тоа е трето, а уште многу стари занаети кои се и часовничарите. Во моментот треба да ги иновираме, затоа што може часовничарите од часовник да поминат и во по формална форма, односно по нова форма да поправат и телефони и сето тоа. Мислам дека трите овие стари занаети мора да ги чуваме. Како нашите очи, за да покажеме на светот дека и ние имаме култура, традиција и ние сме имале високо развиено занаечиство во нашата држава и така ќе постапиме во иднина. И секоја влада која ќе доаѓа во иднина, мислам дека треба да се грижи не само за старите занаети, но приоритет е да биде работна сила. Во моментот, бидејќи ние се соочуваме со недостиг на кадар кај работна сила, а работна сила се знае дека е занаечиството, бидејќи занаечиството се претега од градежништво па се до туризмот со старите занаети. Ние немаме ни електроинсталатер, ни водоинсталатер, немаме моментално и заварувачи. Сето тоа спаѓа во занаечиство и приоритет на секоја влада и ние како комора сега пред изборите ќе инсистираме да приоритет биде на секоја влада да иницираме, создаваме, субвенционираме млади луѓе кои што ќе бидат тука во нашата држава и кои ќе се чувствуваат со тоа професија ценети во својата држава и ќе не останат тука. Оние кои што ги набројавте и кажавте сега во моментот, многу ви благодарам и секој добро посакуваме и многу успех во она што го имате како и што сакате да си го остварите, реализирате.